Нужно е судските реформи да започнат со распуштање на судскиот совет. За да се враќа довербата во правосудниот систем, потребни се коренити промени. Поранешниот обвинител Војслав Димовски за Алфа коментира дека тоа што ВМРО ДПМН го понудиле во програмата, сега и фелата очекува да се спроведе. Насушна потреба е распуштањето и на судскиот совет и на обвинителскиот совет, и паралелно таму некаде и спроведување на ветинг на правосудните функционери. И тоа е нешто кое што во текот на кампањата јасно беше дел од понудата на ВМРО ДПМН, па сега сосема очекувано е дека ќе се пристапи кон реализирање на тоа. Ние како гласачи, како луѓе од браншата очекуваме тоа да се случи, бидејќи е нужност и неопходност. Нема друг посакуван исход освен целосно расчистување со кадрите кои првенствено даваат отчет пред партијата која се изборила за нивно поставување, а не пред граѓаните кои ги плаќаат, смета Димовски. Самиот се залагаше за тоа, меѓутоа мислам дека повеќе е политичка неговата мотивација. Практично се јавува во улога на заштитник на она што останува после него како инсталирана структура во рамки на правосудните органи, а која што единствена задача наместо правораздавањето беше заштита на кадрите на владеачката доскоро ДУИ. Откако мандатарот Мицкоски објави војна против криминалот и корупцијата, но и партизираното судство, во која најави распуштање на судскиот и советот на јавните обвинители, министерот за правда Кренар Луга започна да пишува писма дека станува збор за политичка одлука. Луга пред само една година откако судскиот совет беше место на повеќе месечни скандали, ги повикуваше членовите да се самораспуштат. На министерот за правда Мицкоски му порача дека во неговиот мандат тој имал можност да направи реформи и да ја зголеми довербата во правосудството, но за жал ја пропуштил. Сега идната влада во консултација со експертите најавува реформи во правосудството со кои ќе ја враќаат довербата на граѓаните.